Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Со пригодна свеченост во територијалната противпожарна станица во Тетово прославен денот на пожарникарите. Дел од вработените добија сертификати за инструктори по успешно завршените обуки за интервенции при сообраќајни незгоди во надојдени води. Во територијалната противпожарна станица во Тетово денес беше организирана свеченост по повод денот на пожарникарите на Македонија 20 мај. Дел од тетовските пожарникари добија сертификати за инструктори по успешно завршените обуки за интервенции при сообраќајни незгоди и во надојдени води. Благодарници добија и повеќе институции за успешната соработка. Денеска сите вработени у територијалната противпожарна единица са задоволни, бидејќи некои од нив станаја и инструктори, добија и сертификати од страна на Operation Florian од Велика Британија, значи и добија сертификати за инструктори, значи за сообраќајки, за интервенции при сообраќајки, и добија сертификати една група од вработените за спасување во води. Ова е еден новитет, значи у нашата бригада, значи спасување на луѓе од надојдени води, бидејќи прошлата година ние знаеме што ни се догоди, не бевме спремни, немавме опрема. Ова година, значи благодарение на луѓето, инструкторите од Велика Британија и Шкотска, кои ни дојдоа, знаејќи каква не е состојбата овека, и состојбата со прошлата година со надојдените води, значи поплавите, дојдоа, не обучаа, значи сега сме спремни за граѓаните на Тетово и околината да им излеземе во пресред у секој миг. 20 мај, денот значи на пожарникарите го викаме, но знаеме дека бригадата која ја имаме има активности кои не се однесуваат само на пожарите, туку на сите незгоди и природни катастрофи или други сообраќајни незгоди и така. Нормално за нас минатата година беше една нелесна година во однос на ова прашање. Ние како град се соочивме со една од најголемите природни незгоди кои ги имавме, и така да ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите членови на бригадата за нивната работа, и се покажува дека нашата инвестиција и како градска управа во однос на тренирањето, на што повеќе добивање на поддршка за оваа бригада е многу значајна. Така да апсолутно ги повикувам сите и други институции и сите граѓани максимално да ги поддржат, да ја поддржат оваа бригада во нивната работа, затоа што е многу битно и фактички се однесува на животот и на сигурноста на сите граѓани. Тетовската територијална противпожарна единица го покрива подрачјето на општина Тетово и околните 5 рурални општини. Освен при интервенции во гаснење на пожари, тетовските пожарникари имаат улога на спасители при елементарни непогоди и интервенираат во спасување на жртвите при тешките сообраќајни несреќи. Инаку 20 мај е прогласен за ден на пожарникарите на Македонија, бидејќи на овој ден во 1836 година во Битола е формиран првиот противпожарен одред. Граѓани од Гостивар и жители на неколку села започнаа блокада на патот што води кон депонијата Русино. Велат дека нема да ги пропуштаат камионите со смет кон депонијата, се додека не се најде соодветно решение. Блокирано е депонирањето на отпадот во Полошко. Граѓани од Гостивар и жители на неколку села започнаа блокада на патот што води кон депонијата Русино. Првиот камион кој транспортираше смет го запреа попладне во околу 14 часот. Лути се на институциите оти не нашле соодветно решение за складирање на ѓубрето и не се изгради најавуваната фабрика за рециклажа. Се плашат од последиците по здравието кои ги предизвикува загадувањето. Се жалат на чадот и смрдејата што се шират од Русино. Сме тука денеска за да им кажеме на институциите дека дојде крајно време, дека сме соочени со многу нерегуларности, загадување на почвата
загадување на водите, подземните води и на воздухот. Мислам дека треба да не слушнат од тука и затоа сме излезени за да најдеме некоја солуција ова више да запрет. Во вечерните часови џубрето, чадот се дигат и се упатува значи кон општината на Гостивар и мислам дека не е добро сите општини Тетово и околните општини да го фрлаат сметот кај нас. Не е должен народот наш за да го трпи ова се. Значи време на запирање е се додека не изнајдеме решение како што е по европските земји да имат фабрика софистицирана за преработка на тоа џубре. И мислам дека камионите што поминуваат низ општината наша оставаат многу фекали. За секој смет што се фрла тука, значи треба да се изнајде решение за да се направи една фабрика што може да се рециклира тоа џубре. Блокадата значи продолжуваат и понатамо се додека не се исполнат нашите барања. Дали ќе стоја, значи ќе стоиме тука како жив штит или ќе поставиме возила, значи блокадата ќе продолжи и понатамо се додека не се изнајде решение. Од цела општина Гостивар, Сдружение на граѓани сме тука. Давањето на депонијата Русино под концесија требаше да значи обезбедување на услови за депонирање и преработка на сметот по современи стандарди. Но Центарот за развој на Полошкиот регион пред година и пол го поништи тендерот за избор на концесионер и од тогаш работите не мрднаа од место. Од општина Гостивар со став дека за постапките за изградба на фабриката за рециклажа надлежно е Министерството за животна средина. Како локална самоуправа, тие се зафатиле со обезбедување на алтернативен пат за транспорт на сметот. Сега скоро значи се трасираше и голем дел од патот, алтернативен пат до депонија Русино, што може да се користи нормално како алтернативен пат, од Церово до Симница, што останува еден мал дел од патот за да се пробие и трасира и каде што може да се користи овој пат постои за алтернативен пат за да се стигне до депонијава Русино. На локацијата Русино комунален смет депонираат повеќето општини од Полок. Специјалниот германски представник Јоханес Хајндел денеска по средбата одржана со председателите на ДУИ и ДПА го повтори неговиот став дека политичарите мора да покажат поголема одговорност во решавањето на политичката криза во Македонија. Државните интереси да се стават над партиските. Ова го изјави специјалниот представник од Германија Јоханес Хајндел кој денеска оствари средба со председателите на ДУИ и ДПА Али Ахмети и Мендух Тачи. Мојот став е иска го ставот на Европската Унија, став кој беше соопштен преку последното нивно известување. Мора да се стават државните над партиските интереси. Лидерот на ДУИ на Хајндел во партиското седиште во Мала Речица му посочил дека работата на собранието, откажувањето на изборите на одредено време и укинување на одлуката за помилување на председателот Иванов се новите чекори кои ја вратиле стабилност и безбедноста на земјата и се предуслов за спроведување на реформите кои ќе доведат до веродостојни избори. По средбата со Ахмети, Хајндел супати во седиштето на ДПА во Тетово. Председателот Мендух Тачи му пренел на германскиот представник дека проблемите во Македонија биле виртуелни. Вистинските проблеми според него се меѓуетничките односи во Македонија и правата на албанците. По средбата со Хајндел, Тачи накусо на новинарите им истакна дека политичката состојба во Македонија е посложена и пред да се потпише договорот од Пржино. Лидерот на ДУИ по состанокот со германскиот представник одлучи да не дава изјави за медиумите. Во Гостивар вчера попладне се одржа вториот антивладин протест под мотото Доста молчевме. Протестот го организира неформална група граѓани од сите националности што живеат во Гостивар. Со символично закопување на независното судство започна антивладиниот протест вчера попладне во Гостивар. Протестантите тргнаа од предсудската зграда и се движеа по централното градско подрачје се до Гостиварскиот плоштад. Таму ги искажаа своите ставови, незадоволството од аболицијата на председателот и своите барања како граѓани. Сакаме да го кренеме нашиот глас!
против повеќегодишната диктатура која забрани слободата на говор. Сакаме да му кажеме стоп на организираниот криминал која зафати државата. Против сме амнестијата на криминалците кои ја приватизираа државата. Сакаме да го кренеме нашиот глас во поддршка на специјалното јавно обвинителство, за да му овозможиме слобода во работата во осуда на криминалот и криминалците. Сакаме отворен пат кон евроинтеграциите и прозападна политика. Сакаме слободата да биде гарантирана еднакво за секој граѓанин на оваа држава. Сакаме правдата да биде гарантирана и никој да не е над законот. Сакаме да кажеме стоп за монтираните судски случаи. Бараме што поскоро да се изврши пописот на населението. Ја прифаќаме идејата за формирање на експертска влада која ќе извади државата од кризата, која ќе не води додека не се остварат услови за праведни, демократски и веродостојни избори. Сигурни сме дека тие кои ја створија кризата не се способни да ја решат. Ова беше втор протест поред што во Гостивар го организира неформална група граѓани од сите националности под мотото Доста молчевме. Како и првиот и вчерашниот помина во мирна атмосфера без провокации и инциденти. Антивладиниот протест го поддржаа повеќе невладини организации од Гостивар и опозицијските партии. Падна пресуда за уште двајца демонстранти од шарената револуција. Кривичниот суд пресече 6 месеци условна казна доколку во наредните 2 години не стори кривично дело Никола Ризанков и 1 година условно доколку во следните 3 години не стори кривично дело Филип Наковски. Протестирав, но со зборови, а не фрлав со предмети и гледав како другите го прават тоа. Излегов на протестите само поради аболицијата која изврши председателот Иванов, рече во судницата Ризанков. Филип Наковски рече: "Секаам за делото за кое сум обвинет, но сакам да кажам дека иако присуствував на протестите, не се однесував хулигански, не кршев, иако во еден момент се најдов во канцеларијата. По однос на штетата која беше претходно утврдена од правобранителството, адвокатите сметаат дека кога ќе завршат сите процеси, таа ќе биде поделена солидарно." Невработените лица од Тетовско имаат можност да добиваат бесплатни обуки во Центарот за вработување во Тетово. Целта на обуките е стекнување на нови вештини и побрзо вработување. Обуки кај познат работодавач, обуки за општи вештини и обуки за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот се трите активни мерки за кои невработените овој период можат да аплицираат во Центарот за вработување во Тетово. Целта на обуките е стекнување на нови вештини и побрзо вработување на невработените лица, посочуваат од Центарот. Во поглед на компонента 1, тоест во поглед на активната мерка обука кај познат работодавач, нудиме можности и за работодавачите и за невработените лица. Во поглед на работодавачите би сакала да ги охрабрам сите работодавачи, сите компании кои што имаат во план да вработуваат лица за работни позиции кои што се дефицитарни на пазарот на трудот, да го пријават својот интерес. Значи станува збор, може да си предложат своји кандидати. Кандидатите значи ќе поминат 3 месечна обука во работните простории на работодавачот во согласно според предложената програма за работа. Обуката ќе биде во работните простории на работодавачот. Сега бараниот број на вработени лица кои што сакаат значи да ја поминат обуката не смее да го надмине вкупниот број на вработени во фирмата. Обврска на работодавачот е по 3 месечната обука да вработи најмалку 50% од кандидатите кои што ја поминале обуката и да го задржи нивниот статус на вработени во текот на следните 6 месеци. Воедно не смее да го намали бројот на вработени на неопределено време во фирмата, исто така во текот на следните 6 месеци. Тоа што е убава предност е работодавачите добиваат средства за материјални трошоци и менторство во износ од 4.000 денари до 25.000 денари во зависност од бројот на кандидатите кои што ќе аплицираат за обука. Обуките се одлична можност за невработените. На овој начин учесниците на обуките ја подобруваат својата конкурентност на пазарот на трудот и ги зголемуваат можностите за вработување. Невработените имаат можност да се обучат за странски јазици како и за основни и напредни компјутерски вештини. Станува збор за обуки кои што ќе се спроведуваат од 2 до 4 месеци и моментално значи ги охрабруваме да се пријавуваат на
Овие јазици, англиски, германски, италијански, француски, шпански, албански, грчки и турски. Значи имаме основно ниво, меѓутоа тие што имаат предиспозиции што го знаат јазикот може да се пријават и за напредно ниво. Додека во поглед на општите компјутерски вештини ги охрабруваме кандидатите да се пријавуваат за Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, тоест програма за обработка на податоци, програма за управување со база податоци и Project Management Software, тоест програма за управување со проекти. Имаме и почетно и напредно ниво, кандидатите кои што ќе учествуваат на 70% од предавањата, ќе имаат можност да се здобијат со сертификат за учество. Она што е важно, овие обуки се бесплатни. Во поглед на компонента 3, тоест во поглед на обуките за напредни вештини, ги охрабруваме сите кандидати кои што немаат вакво искуство да се пријавуваат на овие обуки, значи Java програмски тренинзи и веб апликацијски програмски тренинзи. Значи станува збор за напредни компјутерски вештини, каде што кандидатите ќе имаат можност да се ги зајакнат своите капацитети. Станува збор за обуки кои што се од време трајање од 6 месеци. По завршувањето на обуките, значи ќе добијат меѓународно признат сертификат од Европската унија. Проектот е финансиран од страна на Европската унија во рамки на ИПА програмата Оперативна програма за развој на човечки ресурси. Одбележани деновите на франкофонијата во Гостивар. На манифестацијата учествуваа ученици од основните и средните училишта од Гостивар, Тетово, Дебар, Добридол, Порој и други околни места. Со свечена манифестација на која учествуваа ученици од повеќе училишта во регионот, во Гостивар се одбележаа деновите на франкофонијата. Настанот го организира Француската алијанса од Тетово, Институтот за француски јазик и Сдруженијето на професори по француски. Училиштата за оваа манифестација се подготвуваа повеќе месеци. Ова е 7ми пат поред на ваков начин да ги славиме деновите на франкофонијата и радува фактот што од година во година имаме се поголем број на ученици што се вклучуваат. Нашата оценка е дека во Македонија има интерес за изучување на францускиот јазик и учениците стануваат свесни дека може да го користат многу во натамошниот тек на својот живот. Како стимулирање и поддршка на младите постојат стипендии што ги доделува француската амбасада, преку кои студентите можат да го заокружат своето образование во Франција. На свеченоста во Гостивар учениците покажаа колку го совладале францускиот јазик и што научиле за француската култура, преку драмски изведби, песни, игра и рецитали. Во училиштата во западниот дел на земјава францускиот јазик го изучуваат околу 6000 ученици. Инаку Македонија е полноправна членка на Меѓународната организација на франкофонијата од 2006 година. Жител на Доброште вчера е лишен од слобода за издржување казна затвор за кривично дело убиство во обид. Гостиварец пак е приведен под сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера попладне лишиле од слобода 38 годишен жител на тетовското село Доброште, осуден на 5 годишна затворска казна за кривично дело убиство во обид. По приведувањето и кусото задржување реализирано со соодветна судска наредба, лицето во вечерните часови предадено е на казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната, соопшти СВР Тетово. Вчера околу 14 часот лишен од слобода е 27 годишен гостиварец поради сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Како што соопшти СВР Тетово, во консултација со јавен обвинител, лицето е задржано во полициската станица Гостивар и против него ќе биде изготвена и поднесена соодветна пријава. Гостиварецот се сомничи дека претходниот ден околу 19 часот на магистралниот пат Гостивар-Кичево го паркирал возилото Opel Astra на земјено проширување и кога му се доближиле полициските службеници кои вршеле редовни контролни активности и побарале да се идентификува, тој почнал да бега и успел да избега во блиската шумичка. А до возилото што го управувал и паркирал на тоа место, полициските службеници пронашле црно ќесе со непозната тревкаста материја, за која по извршеното вештачење утврдено е дека станува збор за 493 грама марихуана.
Пешаците во Тетово и Гостивар најчесто не користат обележани пешачки премини, а поминуваат и на црвено светло. Ова било утврдено при вчерашните акцијски контроли на полицијата, кои резултирале со вкупно 18 прекршочни платни налози и 4 мандатни платни налози. Со цел да се придонесе за поголема сообраќајна свест и култура на пешаците кои во последно време во значителен број учествуваат во несреќи на поширокото полошко подрачје, вчера во Тетово и Гостивар биле спроведени две акцијски контроли. Во Тетовската акција откриени се вкупно 30 прекршоци на пешаци, 21 пешак не користел обележан пешачки премин, 5 поминувале на црвено светло, 3 не се движеле по тротоари, а 1 по десната страна на коловозот. Овие прекршоци санкционирани се со 8 прекршочни платни налози и 22 писмени предупредувања, додека 7 ќе бидат повикани на така наречена сообраќајна поука. Доколку не се јават на поуката, ги очекуваат глоби од 30 до 50 евра во денарска противредност. Во гостиварската акција регистрирани биле вкупно 14 прекршоци, 10 пешаци не користеле обележани премини, а 4 тротоари. Нивните прекршоци биле заокружени со 10 прекршочни и 4 мандатни платни налози, со напомена дека 14 прекршители наскоро ќе бидат повикани на сообраќајна поука, во рамки на која поблиску ќе бидат запознати со тоа како треба да се однесуваат во сообраќајот и кои се законските импликации, доколку постапуваат спротивно на правилата и прописите. Вечерва со почеток во 20 часот на програмата на телевизија КИС ќе емитуваме репортажата од манифестацијата Републичка вешта жена 2016. Египетската војска која спроведува потрагата по исчезнатиот авион Иџиптер соопшти дека се пронајдени остатоци од леталото во Средоземното море северно до Александрија. Исто така пронајдени се и делови од багажот што им припаѓал на патниците. Претходно францускиот министер за надворешни работи изјави дека е апсолутно невозможно дека авионот бил соборен, иако египетските власти велат дека токму терористички акт е најверојатната причина за падот на авионот. Авионот од типот Airbus 320 со 66 патници и членови на екипажот кој леташе на релација Париз-Каиро се урна во средата навечер на египетска територија. Осомничениот за нападите во Париз во ноември минатата година Салах Абдесалам денеска одби да зборува пред истражните судии, изјави неговиот адвокат Франк Бертон. Тој посочи дека Абделслам се повикал на правото да молчи и распитот завршил. Адвокатот наведе дека неговиот клиент подоцна може да почне да зборува, но не посочи точен датум. Абделслам, последниот преживеан извршител на нападите во Париз во кој загинаа 130 луѓе, минатиот месец изјави дека сака се да објасни. Доколку Велика Британија излезе од Европската Унија, ќе треба да прифати дека ќе ја третираме како трета држава, предупреди председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во интервју за францускиот весник Монт во врска со вториот круг од председателските избори во Австрија, кој се одржува в недела. Јункер посочи дека не постои можност ниту за дискусија, ниту за диалог со екстремните десничари на оваа земја. Цај Инг Вен ја положи заклетвата како нова председателка на Тајван, со што стана прва жена на оваа положба, пренесоа локалните медиуми. Цај, која е лидерка на Демократската напредна партија, победи на председателските избори на 16 јануари, освојувајќи повеќе од 56 од 100 гласовите. Тајван има сопствена управа од 40-тите години на минатиот век по граѓанската војна во Кина, но официјален Пекинг и понатаму смета дека тоа е дел од кинеската територија. Денес имавме умерено облачно време со повремени врнежи од дожд, а попладне нестабилно со пообилни врнежи и грмежи. Дуваше умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од 3 до 12 степени, а дневната од 13 до 21 степен. УВ индексот изнесуваше 4. Според метеоролозите, утре не очекува слично време, променливо облачно со повремени врнежи од дожд и посвежо. Утринската температура ќе се движи од 4 до 12 степени, а дневната од 13 до 19 степени. УВ индексот ќе изнесува 4. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!